колешки, имавте наистина коректна дискусија и во огромен дел се согласуваме. Освен на крајот, кога нормално и вие за политички фолклор сакате нешто да презентирате или дел од она што вас е болело, нормално ние си окажуваме она што нас не боли. Меѓутоа, заедничко е она што сите сме за некакво утврдување на одговорност. Ако се сеќавате пред, можеби месец, два, не знам како беше на која седница, јас ги читав со име и со презиме сите оние кои што имаат менаџерски договори во Македонски железници. Од прв до последен. Сите има, веруете, повисока плата и од сите нас. Да. Меѓутоа, она што го прави државата, а не треба го прави, е тоа што немаме ние заштитни механизми. Нема во тој менаџерски договор веројатно, или пак не сака некој да се испочитува до крај, немаме заштитен механизам. Вие не можете да направите во една институција како што е Македонски железници, Македонски пошти, Македонски шуми или било која институција да направите долгови како менаџер и да си отидете без никаква одговорност. Сите оние договори кои што се потпишуваат, претпоставувам дека имаат и онакви членови каде што има казнивост или доколку што ќе се случи доколку не се исполни дел од она што е договорено, предвидено во програми и така на никаде до сега не сме видели. Народот му фали еден мал тик таков, една искреност во намерите да се покаже дека навистина ние дојдено до железница, ние дојдено до... Меѓутоа, како се менуваат партиските структури, Алијанса биле претходно беа алтернатива таму, или како е, и толку. Целата приказна завршува. Парите ги нема. Парите се исплатени, ама долговија се таложат. Тука е проблемот. И мислам дека се доека имаме неказнивост, затоа што да бидеме докрај искрени, во Република Македонија е една од ретките земји кај што имаме професија албанец, професија турчин, професија македонец. Оти раководни позиции не се бираат по вештини, по стручност, се бираат по етникум. И тука ние мораме да го донесеме законот кој што и вчера го споменавте за раководна служба, меѓутоа и да имаме затезни спреги кои што ќе гарантираат, односно ќе бидат дали казливи, дали ќе има некакви репресивни мерки. Не можеме така да оставиме. Оти со години тоа ни се провлекува и да бидам искрен, еве трета година сум пратеник. Мене ми е срам да кажам пред луѓе кои што не ме познаваат доволно, срам ми е да кажам дека сум политичар баш поради тие ситуации. Оти асоциацијата за политичар е некој кој што е коруптивен, кој што краде, кој што го интересира само за джебот и така натаму. Навистина се срамам многу често да кажам што работам, затоа што не гледам ефектот од оваа работа наша. Конкретен, не гледам нешто позитивно у последние 3 години кај граѓаниве. Нешто ќе гледаме да заштитиме со Евана. Ете, примерот со ЕСМ. Примерот со ЕСМ. 200 милиони евра буџетски пари се исплати ако не сама. Поради неработење на РЕК Битола, поради, не знам, тендери, вакви, такви, накви, кои што се констатирани и во ревизорските извештаи, одговорност нула. Има прекинување на менаџерски договори, има казни, има пенали. Треба да има одговорност. Ако веќе се, да, дури гледаме и награда дека ќе има амбасадор во Париз, веројатно. Сега на негово место иде директор кој што направил 3 милиони евра долг во Македонски пошти. 3 милиони евра долг и тоа го видов од ревизорски извештај. За една година. Мислам дека треба еднаш да се прекине со тоа и да повторам уште еднаш, не смее да имаме ние занимање по етникум. Исто така она што се случува во Државен просветен инспекторат, сите не боли. Гледаме какви ситуации има на секаде, за жал. Новиот директор на Државен просветен инспекторат по професија албанец. Не е во согласност со законите, луѓе. Тој треба да има 5 години работно искуство во педагошка служба. Нема. Работеше претходно во Министерство за политички систем. Зошто? Затоа што е албанец, тој треба да биде директор на ДП. Не оди така. Не оди така и тука е таа безнадежност и тука е таа
лутина од наша страна и од страната на граѓаните. Ќе пропаднеме скроз, верувајте дека ќе си селат, нема за кого тука да работиме после. Благодарам. На вас тука ќе